Имам особена чест да ви се обратам како покровител на овогодинешната манифестација, доделување на големата годишна награда за архитектура. Ова награда, која традиционално ја доделува Асоциацијата на архитекти, представува преглед на архитектонските остварувања во тековната година и соодветна валоризација на најуспешните постигнувања. За жал, минатата година ситуацијата со пандемијата оневозможи да биде доделена големата годишна награда. Се јавене по 2 години повторно собрани да ги проследиме актуалните случувања во македонската архитектура. Иако пандемијата не стивнува, се надевам дека наскоро ќе нема потреба од откажување и од одложување и ќе можеме да се фокусираме на создавање на творештво и на градење. А токму во архитектурата е најочигледен спојот на убавото и на корисното, на науката и на естетиката. Архитектурата го спојува човековиот порив за создавање, но и за естетизирање на просторот. Тој е начин на осмислување на човековиот живот и обезбедување континуитет и траење низ времето. Во овој контекст би го цитирал големиот британски архитект Норман Фостер, кој вели: како архитект дизајнирате за сегашноста, со свесност за минатото, но и за иднината која што всушност е непозната. Драги пријатели, несомнено секој архитект се соочува со предизвикот да направи дело кој ќе му пркоси на забот на времето и ќе има во себе предпоставката дека е градба по мерка на човекот. Македонските архитекти често се соочуваат и со дополнителни предизвици, со барањата на инвеститорите, со апетитите на урбаната мафија или како што имавме ситуација во времето на едноумието, а и до пред некоја година, да треба да задоволуваат небулозни идеолошко-политички барања. Згора на тоа, ја имаат и природната обврска, би рекол, да ја чуваат и усовршуваат македонската традиционална архитектура. Затоа како заедница сме обврзани да придонесеме за творечката слобода и за професионалниот интегритет на македонските архитекти, да возможиме архитектурата да ја исполнува својата примарна цел, да го облагородува просторот, но и нашите животи. Во овој контекст би сакал да ја споделам и често цитираната мисла на Роберт Саливан, кој вели: добрата архитектура е како добра терапевтска сесија, добар брак, добра поема, нежно и речиси невидливо, дозволувајќи ви да бидете вие, со сите ваши мани и убави страни. Дозволете на крајот од моето обраќање, пред да го соопштам добитникот на големата годишна награда за архитектура, да ви посакам среќна нова 2022 година, добро здравје, радост, среќа, нови градителски потфати и високи архитектонски достигнувања. Добитник на големата годишна награда за најуспешно реализирано архитектонско дело за 2021 година е објект Детска градинка Волково. Автори Филип Конески и Даница Спасеска. Честитам.